Во Собранието на Република Македонија седат 120 пратеници кои што се таму да ги представуваат граѓаните кои што ги избрале. Но некои од нив го прават токму тоа, само седат. И оние кои што доаѓаат на седници се редовни џабе, затоа што бегаат од собраниската говорница како од ѓавол. Но Собранието следи кој пратеник точно колку работи и колку пати бил на седница. Според информациите за последните 6 месеци, од 120 пратеници, 46 имале нула обраќања, воопшто не зале збор, воопшто не застанале за собраниската говорница. Од нив од ДУИ се 8, од СДСМ 8 и од ВМРО 5. Најмногу молчале од изборната единица 1 пратениците, односно од изборната единица 1 Скопје, каде што има 20 скупно пратеника, дури 10 од нив воопшто не зале збор. И изборната единица 6, Тетово, Гостивар, Кичево и околината, од 20 пратеника, 9 пратеника воопшто не зале збор. Според информациите, во последните 6 месеци имало 14 вкупно седници, од кои што 2 биле за пратенички прашања и 12 пленарни седници. На овие седници пратениците требало вкупно да присуствуваат 51 пат. Некои од пратениците воопшто не присуствувале. Најголеми забушанти, да ги наречеме помеѓу пратениците се Арбана Пашоли од ДУИ, која отсуствувала 49 пати. Не само што отсуствувала 49 пати, него и оние 2 пати кога била во Собранието, воопшто ништо не сработила, како што може да видите има нули. Нула поднесени пратенички прашања, нула поднесени предлог закони и амандмани, нула излагања на пленарната седница. Втор на листата е Африм Гаши од Алтернатива. Тој отсуствувал 33 пати, и кај Африм Гаши се нули. Нула поднесени пратенички прашања, нула излагања на пленарна седница. Зиедин Село од Алијанса отсуствувал 31 пат и кај него се нули. Воопшто и кога дошол, ништо не сработел во собраниската сала. Мендух Тачи од ДПА е следен на листата со нули. Тој отсуствувал 25 пати и кај него се е нула. Овие пратеници најмногу отсуствувале, но мора да кажеме дека на листата на 120 пратеници ги има многу кои што за малку успеа да не се најдат на нашата листа со нули. Има многу од нив кои што имаат по 10 отсуства, 15, 20 отсуства. Дури не се прославиле никога биле присутни, односно за малку не се нашле на листата со нули. Имаат само по еден поднесен амандман или едно излагање на пленарна седница. Од сите овие пратеници, 5 се од СДСМ, 4 од ДУИ, кои што биле присутни на речиси сите седници, но џабе. Според информациите кои што ги има во Собранието, Мухамед Кадриов од СДСМ бил присутен на речиси сите седници, но сите нули. Нула поднесени предлог закон или амандмани, нула излагања на пленарни седници или на работни групи и нула пратенички прашања. Во истиот кош е и Емилија Рамбабова од СДСМ, Љубица Спасова, Драголјуб Филиповски и Белкиса Зекири. Од ДУИ се 4 пратеници кои што биле присутни. Арбен Зибери на сите седници, на 51 седница бил присутен во собраниската сала, но џабе ги има сите нули. Нула пратенички прашања, нула амандмани, закони, излагање на пленарни седници. Изет Меджити успеал само со еден амандман да се извлече, меѓутоа сите останати му се нули. Исмеил Јаховски, исто така, сите нули во графата, и Али Ахмети, присутен редовен на 47 и кусур седници, но џабе, останатите се сите нули. Нула излагања, нула предложени закони. Од останатите партии, исто така двајца се истакнуваат. Бејџан Илјас од Демократската партија на турците, исто така редовен на седниците, но немал никаква активност, и Сафие Садики Шаини од Алтернатива, исто така никаква активност. Но има и такви пратеници, кои што се горе-доле редовни во собраниската сала, но не земаат збор, не поднесуваат амандмани или предлог закони, но затоа се многу активни во работните групи, каде што пратениците се добиваат екстра дневници. Таков пример се берат Ајдари од ДУИ, Абдула Салију од Алијансата за албанците, Исмеил Јаховски од ДУИ, Александар Велјановски од ВМРО ДПМН, Бајрам Кадрија од ДУИ и Белкиса Зекири од СДСМ. Сите овие имаат нула активности во собраниската сала, но затоа големи активности во работните групи. Понатаму, според информациите кои што сега ги има за последниот 6-месечен период, е колку пратениците поставувале пратенички прашања. 2 цели седници за пратенички прашања имало, но на овие 2 седници прашање сакале да постават само 3 се од ВМРО и 1 од СДСМ. Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН успеал да постави 3 прашања, Златко Пенков исто од ВМРО ДПМН 3, Лидија Петковска исто од ВМРО ДПМН 3 прашања и Марија Георгиевска од СДСМ 2 прашања.
Според овие информации, излегува дека претениците од владеачкото мнозинство повеќе ескивираат, но веднаш зад нив се и претениците од опозицијата. Но кога се работи за искористување на собраниската говорница, претениците од опозицијата повеќе пати ја искористиле собраниската говорница. Според информациите за последните 6 месеци за нивната активност, претениците од ВМРО имале поголем број на излагања на пленарна седница, и тоа дискусии, реплики и контрареплики. Но мора да кажеме, поголемиот број од овие дискусии ги искористиле за реплики и контрареплики, односно за препокување со претениците од останатите партии. Бојан Стојановски од ВМРО предничи со 8 дискусии, тука си и Дејанчо Евтимов од ВМРО, Здравко Трајанов од ВМРО, меѓутоа како што може да забележите, бројките за реплики и контрареплики се многу поголеми од самите дискусии. Исто така, предничат опозицијата и во поднесените предлог амандмани. И тоа предничи Левица. Според овие информации, тие поднале речиси на 3000 кој знае дали потребни амандмани, и тоа Борислав Крмов од Левица поднел 1600, Димитар Апасиев исто од Левица 976. Останатите поголеми бројки на поднесени амандмани припаѓаат на претениците од ВМРО ДПМН. Но и оние претеници кои што не се симнуваат од собраниската говорница, граѓаните сметаат дека не се таму за да ги представуваат нивните интереси или интересите на општините од каде што се избрани, туку партиските интереси, личните или бизнис интереси. Плата од 1000 евра и нагоре, комотно, столче, претеничко столче, менза во која што радат за џабе, а многу малку од овие претеници разбираат дека работодавец не им е партијата, туку граѓаните. А како и секој работодавец, граѓаните може да дадат отказ на наредните избори.